Неодамна формираното Здружение Традиционално семејство, кое се залага за зачувување на традиционалното семејство преку враќање на истото кон духовните вредности, упати апел до сите пратеници во Собранието на Република Македонија во врска со доставениот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што владата го утврди на седницата одржана на 19.6.2018 и истиот е пуштен во собраниска процедура на разгледување и усвојување. Преку апелот, Здружението укажува дека е против секаква измена на постоечкиот закон, како и предлог законот. Постоечкиот закон во член 14 нема да се смета за дискриминација, вклучува точка 6, уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството, исклучиво како заедница на спротивни полови, односно маж и жена. Предлог законот во член 7, точка 3, нема да се смета за дискриминација, вклучува само две подточки, односно од постоечкиот закон оставени се првите две. Останатите 7 се избришани, меѓу кои и точка 6. Нема да се смета за дискриминација уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството, исклучиво како заедница на спротивни полови, односно на еден маж и една жена. Вака предложените измени во пракса ќе овозможат склучување на еднополови бракови, односно бракови помеѓу лица од ист пол, маж со маж, жена со жена. Неделава се одбележува светскиот ден на бракот. И ние се приклучуваме кон тоа. Во некои земји одбележувањето трае и цела недела. Дружението Традиционално семејство се залага и апелира до представниците во законодавниот дом во државата, пратениците, до сите пратеници без разлика на верска, етничка и политичка припадност, за недонесување на законот за спречување и заштита од дискриминација во ваква форма како што е поднесен, зашто поточно станува збор, бидејќи со вака предложениот закон се кратат 7 точки од 7 точки кои што се битни и го тангираат семејството. Доколку вака се изгласа законот, тогаш директно ќе се врши упад во институцијата брак и семејство и на дефиницијата брак, како брак меѓу заедница, помеѓу маж и жена, и со тоа се разнебитува семејството и се урива традиционалните вредности и морални на семејството. Затоа апелираме до пратениците, бидејќи тие се наш глас и тие потекнуваат од некое семејство, без разлика дали со раѓањето се во тоа семејство или пак самите го имаат заснивано семејството, да не дозволат разнебитување на семејството и уништување на институцијата брак. Од Здружението додаваат дека се против да се усвојат предложените измени на постоечкиот закон за спречување и заштита од дискриминација, со цел да ја зачуваат институцијата брак како заедница, исклучиво на спротивни полови, односно маж и жена. Со предложените измени, велат од Здружението, се врши директен напад врз институцијата брак и разнебитување на семејството. Се уриваат вековните семејни, духовни и морални вредности. Целта е, велат од Здружението, да не се дозволи да се разнебити бракот и традиционалното семејство.